Инак, како што знаеме, почнавме со Јован 14 глава, нек Никајло вработи само еден стих, меѓутоа ние денеска не е лошо да повториме и да почнеме пак од првиот стих. Ама ќе одиме малку подалеку, ќе одиме до 11 стих во 14 глава од Евангелието според апостолот Јован. Во 13 глава што видовме? Видовме во горната соба. Во горната соба се Исус и 12 апостоли, од кои едниот се заминува, Јуда. И таму, во таа соба, на таа вечера, паскалната вечера, последната паскална вечера на Исус додека беше на земјата, тој ги поучува апостолите за понизност видовме, со мијањето на нозете, како му покажува пример, а ги поучува и за љубов. Му даде една нова заповед. И јас би кажал дека секој човек што е вкусил Божјата љубов, верувам дека вие ја имате вкусено, повеќето од вас, тој човек што ја вкусува Божјата љубов тежна е кон исполнување на таа нова заповед. Тоест, стара заповед, како што и видовме. А таа гласи да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас. Така вели Исус. И тоа е една темелна лекција од горната соба. И тоа е темелна порака на Евангелието, дека Бог не љуби и врз база на тоа и ние мора да се љубиме еден со друг. И сега во 14 глава што е пред нас, би рекол дека тоа е глава на охрабрување. Мислам дека ова е еден од најохрабрувачките текстови овдека, што денеска ќе го сретнеме и во целата ова глава. Господ Исус знае дека заминува од овој свет, знае дека заминува од земјата, тој знае што го чека, знае дека иди петок, дека ќе биде распнат, но знае и дека ќе воскресне. И што им вели претходно, уште во 13 глава, дечина, уште малку сум со вас. Дечина, уште малку сум со вас. И ова ги вознемири апостолите, тие што беа со него. Ова многу ги потреси, ги исплаши, доживуваат неизвестност, несигурност, значи доживуваат голема несигурност, голем страв. Така се почувствуваа во тој момент, кога тој му вели дечина, уште малку сум со вас, јас заминувам. А зошто пак толку многу се вознемирија на ова? На тоа дека Исус заминува. Точно затоа што тие оставија се. Оставија и татко, и мајка, и жена, и деца, и работа, ма буквално се оставија и тргнаа по Исус, како Исус му рече на цариникот. Следи ме, само остај и следи ме. И сите оставија. Петар остави мноштво на риби, заминуваја. И оставаја се и одеја по Исус. И тој сега истиот Исус им вели, јас одам. А кај што одам јас, вие не можете да дојдете. Значи, оставија буквално се и тргнаа по Исус, го следат 3,5 години. 3,5 години Исус е се за нив. Тој ми е семејство, тој ми е пријател, тој ми е се. Тој ми е храна, духовно. Се обезбедува. И сега еден таков Исус им вели, јас одам. И тие како се почувствува? Се почувствува осамени, се почувствува отфрлени. И тоа ги вознемири. Чувството на оставеност, на отфрленост, навистина вознемирува. И тоа е страшно. Мислам дека многумина и од нас се имаме некогаш почувствувано дека сме сами, дека сме отфрлени. И тоа навистина вознемирува. Колку само денеска го има тоа, оставени деца, заминува таткото, заминува мајката, оставени, напуштени, по домови, по сиропиталишта. Тоа е страшно.
Јас одам, вели Исус. Ама вие не можете да дојдете таму. Значи, тие се плашат, не се сигурни. И дури би рекол се чувствуваат и помалку измамени, изиграни од Исус. Следете ме, оставете се, ама јас сега си одам. Господе, зошто не изигра? Господе, зошто не остави? Ова го има и денес. Многу луѓе мислат дека ако само искажат дека веруваат во Исус и дека Исус секој им даде, и кога Исус нема да им даде, бидејќи Исус не е некој што само ни обслужува нас за се на ние што го сакаме материјално, тука се лажеме и тоа шепак Господ не изигра. Јас би рекол дека тие не се ни христијани, не се ни верници што така го свајчаат тоа. Но апостолите и тие мислат дека се изиграни затоа што го следеа Исус и затоа што мислеа дека тој е Месија, тие право мислеа, ама не го доразбраја Исус. Ја ќе видиме покасно и зошто. Ако видиме на патот за Емаус во Лука 24 глава, кога Исус воскресна и на патот за Емаус ги сретнува двајцата ученици, кога речем тие се распрснаа, се разотидоја, што велат тие? А ние се надевавме. Значи има ја надеж некоја, се надевавме. Учениците се чувствуваа вознемирени бидејќи него разбираат планот на Бога. Велат, што велат тие 20 ученици? Па Господ проповедаше, правеше чуда, тогаш го распна, умре и толку. А ние се надевавме, велат. Ние се надевавме дека тој е Месијата. А на вистина тој беше Месијата, ама тие немаја уште вистинската слика. Имаја тесен поглед. А имаја надеж. Ние се надевавме. И тој замина и толку. Значи учениците се чувствуваат вознемирени, бидејќи него разбираат планот на Бога. Затоа што имаат еден ограничен поглед или стеснат поглед, тесен поглед. И секој човек кој нема вечен поглед, сега и овде, кој не ја живее вечноста сега и овде, тој има тесен поглед и тесна свест на крајот. Бидејќи вечноста, вечниот живот започнува за верникот уште овдека на земјата. И така, оној човек кој верува во Исуса, кој е наново роден, тој гледа од вечноста. И во просторот и во времето. А тесниот поглед, тоа е многу опасно, бидејќи тој човек гледа како од бункер, низ она мало отворче вака и не може да види ваму, само низ тој мал отвор. И тоа е тој тесен поглед, и тоа е тој човек што не гледа од вечноста во просторот и времето. И тие гледаат така и не разбираат дека планот оди понатаму, дека планот е многу поширок, дека Бог има многу повеќе од тоа што тие го гледаат. Но, ај сега да го прочитаме нашиот текст, пред да кажеме било што друго. Значи, Евангелие според Јован, 14 глава, од 1 до 11 стих. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажам, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. А знаете каде одам јас и патот го знаете. Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш. Како можеме да го знаеме патот? Исус му рече, јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте мојот татко. А од сега го познавате и сте го видели. Филип му рече, Господи, покажи ни го таткото и доста ни е. Исус му рече, толку време сум со вас и не ме позна Филипе. Кој ме видел мене, го видел и таткото. Тогаш како велиш ти, покажи ни го таткото. Не веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ви кажувам, не ги зборувам од себе. Не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото во мене. Ако пак не, верувајте заради самите дела.
Прекрасен текст, охрабрувачки. Од првите 3 стиха гледаме дека Исус што им заповеда на своите. Не се вознемирувајте, да не се вознемирува вашето срце. А тој е длабоко вознемирен, уште во 13 глава, во 21 стих вели. Исус се возбуди во духот, значи Исус се вознемири во духот. Исус знае што го чека, вознемирена, знае што ќе се случи и така вознемирен, сега на учениците им вели да не се вознемирува вашето срце. Доста интересно, но Бог вели јас сум со вас, не сте вие сами. И тоа е пораката на овој текст. Бидејќи секој од нас имаме своји стравови, кој од минатото, кој од сегашноста, кој од иднината. Не верувам дека има некој човек што нема некој страв, што нема некоја неизвестност. И Исус како вистински човек и како вистински Бог, сето тоа го има доживеано и затоа не разбира сите нас. И не сме сами во сето тоа. И Исус исто така не разбира дека точно заради тие стравови ние сме затворени како во бункер и го имаме тој тесен поглед. И гледаме на се само од една наша перспектива. Тесен поглед, тесно разбирање. Тоа го има многу денес. Сите ние сакаме да гледаме од таа наша перспектива, повеќе како нас ни одговара и како ние што сакаме. А не гледаме дека планот оди понатаму и дека планот е многу поголем што Бог го има за сите нас. И се тоа од страв. Но знаеме дека не сме сами. Исус седи од десно на Отецот и моли за нас. Не сме сами во молитвите. И ние кога овде се молиме постојано, кога сме на служби, па и секоја среда и било каде да се молиме, било кога, тој моли уште појако за своите и пожешко. И тој збор со љубов продира длабоко во тие бункери. Словото како збор продира длабоко во бункерите. И тоа ќе го прави за нас до моментот кога ќе каже: брате, сестро, доста е. Заврши трката и ајде дома. И тоа станува и не дочекува. Јас верувам дека тоа ќе се случи. Вели, затвори ги очите, уморен си, одиме дома. Доста е. Јас сум со вас. Какво охрабрување. Не сме сами. Денеска имаме доктори, кардиолози, кои многу знаат. И да го смират срцето, да го смират пулсот, притисок да намалат тие возбуди. Со таблети, со инекции, било со што, но друго е прашањето. Како да го смириме нашето духовно срце? Тоа е прашањето. Како да го смириме стравот кај човек? Тој страв кој почнува кога невољите, кога тешкотите во животот, па и страдањата се поголеми од нашите можности, бидејќи ние сме навикнати секогаш да го нагласуваме нашето јас, нашето его, јас па јас, и она кога не можеме со тоа јас, тогаш не фаќа страв, па што сега? Каде сега? И што ќе биде понатаму? И тогаш сме многу вознемирени, бидејќи тоа ги надминува нашите можности, нашите очекувања. Бидејќи ја губиме и контролата над се. И затоа Исус вели: вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Значи, на таков човек кој е исплашен му треба некој заштитник, нешто поголемо, кој има контрола. Затоа вели: верувајте и во мене, верувате во Бога. И вистина, ако веруваме во Бога, ако нашите грижи ги предаеме на Бога, тогаш е во ред, можеме да бидеме посмирени.
Ако не, тогаш се тресиме од страв. Од непознато, што сега? Значи, тоа е опасна ситуација, опасна состојба на човекот. Откако Христос воскресна и се вознесе, на небо подготвува, тоа гради станови, а на земјата ја гради црквата. Бидејќи црквата е негов проект. И вели, има место, многу место за живење. И одма ни дава една сигурност. Не грижете се. Одма ни дава сигурност на ова ветување. Вели, ако не е така, јас ќе ви кажам. Затоа вели, верувате во Бога, верувајте и во мене. Ако не е така, јас ќе ви кажам. Одам да ви подготвам живеалиште и ќе се вратам да ве земам кај мене. Стих 3 еве го. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. Гледате какво големо охрабрување на Бог. Значи јас одам, не се вознемирувајте, да ви приготвам место и ќе се вратам да бидете со мене, постојано да бидете во вечност. Значи колку широк поглед има Исус, не гледа само во сегашноста, јас сега сум со вас, ама сега заминувам. И сега понатаму во овој текст, од 3 стих натаму, гледаме уште две многу битни работи. Многу битни работи. И сега да видиме како да се смири едно вознемирено срце. Многу лесно ние некогаш, некој ако е вознемирен, му велиме смири се. Може би тоа може да помогне, ама е краткотрајно. Прашањето е како да се биде смирен во немир. Како, на кој начин? А Исус што вели? Го знаете патот. Знаете патот. А го прашува кај одиш, па таму. Кај што дам? Вие веќе го знаете патот. А го знаеме ли? Ако речи одам за Скопје, знаеме за Скопје. Дали чуеме одав доданде до Скопје оди. Одам за Битола, оди до Битола. А тој не кажува кај оди. Кај шо одам? Ама го знаете патот му вели. Кај одиш таму. Дали ние знаеме првично од каде сме, зошто сме овде каде што сме и каде одиме? Тоа е тој пат. Од кај сме, кај одиме, зошто сме овде. Нашиот живот овде на земјата е патување. Само пропатуваме. А дали го знаеме правецот? Тоа е многу битно. И сега гледајте овде дека Тома е многу искрен. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш. Како можеме да го знаеме патот? Значи не знаеме, кажеш како да го знаеме патот. Не се сигурни, не сме сигурни, сака да му каже. А овде како видиме добро, граматички, Тома зборува во името на сите. Ова е множина, вели, не знаеме, а другите молчат. Тоа е како некој портпарол, кога станува прашање за патот. Другите молчат. А никој од нив не бил сигурен во својот пат. Никој, ама апсолутно не знае каде и што. И 6 стих вели, Исус му рече: Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Малку чудно, но ќе ни стани многу појасно, мора сега кога веќе зборуваме за пат, јас сум патот, да видиме како евреите го разбирале патот. Што за нив значело пат, патишта. Кој е тој пат? Бидејќи евреите не се како грците, филозофи, па има патишта многу, секој има свој пат, секој човек оди по својот пат. Па има и многу патишта кои одат до едно место. Бидејќи ова е грчки стил на разбирање. Или би рекол грчко-римска мисла, па и денешна мисла. И денеска се вели, па секој ние си имаме свој пат, сите ние можеме да одиме по своите пат. Што ако веруваме, еден ден ќе појдеме до Бога.
Има многу патишта. Што би рекле римјаните, а евреите тоа не го велат, сите патишта водат до Рим. Многу интересно, ама не е така. Да видиме што значи за еден евреин кога ќе слушне пат, кога ќе се рече зборот пат. А Исус вели, јас сум патот. За евреите патот е законот. Тората е патот за нив. Тората е пат до Божиот благослов, пат до животот, пат до Бога. И апостолите, тие 11 кои останаа, се така воспитани и така израснале во синагогите, читајќи го Псалм 119. Ми е жал што не ни е уште за пеење, но ајде ќе прочитаме само неколку стиха од Псалм 119. Па да видиме што тој зборува за патот. Првите 5-6 стиха за почеток. Блажени се оние чиј пат е непорочен, кои одат според Господовиот закон. Блажени кои ги чуваат неговите сведоштва, го бараат со целото срце. Кои не прават беззаконие, туку одат по неговите патишта. Ги даде своите прописи за да бидат пазени грижливо. О, кога би биле цврсти моите патишта, пак, за да ги чувам твоите правила. Тоа е само во првите 5 стиха 3-4 пати. Господовиот пат, законот е пат. Блажени се оние кои чиј пат е непорочен. 9-10 стих да видиме. Како ќе го запази младиот човек чист својот пат, чувајќи ги твоите зборови. Те барам тебе со целото свое срце, не оставај да скршнам настрана од твоите заповеди. Значи, ако скршниме настрана од патот, скршнуваме од заповедите. И уште на многу места има, еве 33 стих. Покажи ми ја Господи врвицата на твоите правила и јас ќе чувам до крај. Значи, врвица е патека. Еве ваму негде на крај. 168 стих. Ги чувам твоите наредби и твоето сведоштво, зашто сите мои патишта се пред тебе. Значи, тоа е за евреите патот. Тората се 5 книги Мојсееви, тоа е Тора. Значи, законот. За евреите, буквално, тоа е патот кој ќе слушнат пат. Значи, за нив законот не е само збор или само збир на прописи и правила, како што ние денес размислуваме, ако има закон, па имаме член, тој, подчлен, статија таја. За нив не е тој збир. За евреите е тоа нешто многу повеќе. Тие не размислуваат така. За нив законот е однос, тоест пат до односот, или пат до однос со Бога. Така размислуваат евреите. Значи, законот е патот за однос со Бога, или пат до Бога. Исус вели, јас сум патот. Значи, јас сум тој однос со Бог. Дали разбирате? Јас сум однос со Бог. Преку мене сам. Јас мислам дека така разбрале кога Исус рекол јас сум патот. Разбрале послушност на законот. Тоа е патот за нив. Затоа и пророците, можеме во Исаија да го видиме тоа, повторували зрамнете ги своите патишта, бидејќи вистинскиот пат за евреите е рамен пат, прав пат. Но факт е дека евреите, дека израелците, иако ова го разбирале, цело време кружеле и лутале низ пустината. И никако да излезат од тој тесен поглед. Никако да излезат. Затоа што мислеле дека се оди преку законот. А сите го кршат законот. И тие одредби. Сега Исус полека ни открива што мисли кога вели јас сум патот. Не вели го знам патот, туку вели јас сум патот. Патот до благослов, патот до живот, патот до Бог. И до Бог не може да се дојде по закон, не со
послушност на законот, туку по милост на крај краишта. Само по милост се иде. Не по Мојсей, туку по Христос. Ние многу пати се обидуваме да тргнеме по тој пат, или по било кој пат, но сепак, бидејќи не можеме никаде сами, знаеме и да скршниме, да застраниме малку лево, десно, горе, долу, некако не ни оди, бидејќи сакаме сами и сакаме по наше. Исус овде потполно ги отвара картите. Вели, кога останаа само овие 11, бидејќи кажав Јуда си замина, значи чисто ексклузивна мисла му дава, чиста ексклузива е ова, кога му вели јас сум патот и вистината животот. Значи потполно му отвара и му кажува што мисли. Исус не вели го знам патот, не вели јас знам вистината, не вели знам што е живот, туку вели јас сум патот и вистината и животот. И тоа е голема разлика. Огромна разлика. Не знам, него јас сум. И ако ја разгледаме добро структурата на оваа реченица, оваа реченица никако не упатува на тоа ние да ја разчлениме, да ја разложиме на пат, на вистина, на живот. Исус е едното и другото и третото, и патот, и вистината, и животот. Контекстот на ова ни зборува дека Исус е патот до Бог, затоа што тој е вистината и тој е животот. Дали го сваќаме? Исус е патот до Бог затоа што тој е вистината и тој е животот. Патот е тука нагласен. Многу битно, патот е нагласен. Тој е патот, не е Мојсей, не е законот, не е послушност. Исус, Евангелието, милост. И никако поинаку не може да се дојде до Бог од ова. Јас сум патот и вистината и животот, никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Тоа е поентата. Гледате како Исус му се отвори ова. Му го отвара тој поглед. Дека тој е патот и нема друг пат. И ова продолжение на реченицата, каде Исус нагласува дека не само што е патот, туку и не постои друг пат. Доста вознемирува. А сега ние на влезот онде на грбот го имаме. Ако сте забележале на вратата, јас сум патот и вистината и животот. А остатокот на стихот, никој не доаѓа при таткото освен преку мене, не е напишано, ама ако сме овдека, ќе го слушнем и тоа. Ако читаме, можеме и да го прочитаме. Бидејќи Исус е единствен пат, единствена вистина, и тоа создава проблеми. Тоа создавало и тогаш, и сега. Бидејќи многу луѓе мислат поинаку, дека имат и други патишта, има и други вистини, не знам што ти не, меѓутоа сите други патишта се вртење во круг, лутање и барање. И секој кој мисли дека има некој друг пат, се лаже. И тоа е ерес. Сите религии на овој свет учат за закон, за прописи до спасение, па направи она да се направи на некои прописи, некои закони се даени и така демек се иди до спасение по тие патишта. И овде Исус точно ги демантира сите тие работи. Ама не треба да направиш ова за спасение, не треба да, само преку мене. Верувавте во Бога, верувајте и во мене. Бидејќи не постои човечки пат, тие се човечки патишта. Не постои човечки пат до Бога. Постои само еден пат. Божиот пат до човечкото срце. Бидејќи ако Бог не дојде во нашето срце, ако Словото не продре во нашето срце, ако тој пат не се извади, тоа ќе биде. Ние како и сакаме да се трудиме, да се нацртаме некој пат, никогаш нема да го извадиме. Тоа не постои. Значи само Божиот пат до човечкото срце, а тоа е Исус Христос, тој е патот. Значи не може да се нацрта пат до Бога, да се замисли пат друг. Туку Исус, Словото, продира до нашето срце. Тоа е тоа. Тоа е тој пат, нема друг. Единствено, Исус совршено живееше. Тоа го знаем. Без грев, без пропуст. Тој беше совршена жртва. И таков совршен беше распнат на крстот зошто? За нас,
несовршените, за да не спаси. Бидејќи ништо не ја задоволува Божијата правда, освен совршена, безгрешна жртва. Не законот, не добрите дела, не чистилиштето, не митарствата, ништо. Тоа е само човечка измислица. Само Исус, јас сум патот. Само тоа може да ја задоволи Божијата правда. Ако постоеше евентуално друг пат, јас мислам дека таткото ќе ја послушаше молитвата на синот. И тоа 3 пати. Кога Исус се молеше: Татко, нека ме одмине оваа чаша, нека ме одмине Твојот гнев. Да постоеше било кој друг пат, за да се спаси било кој човек, било каде и било кога, мислам дека таткото ќе ја слушаше молитвата. Ама Исус знаеше, бидејќи Исус е Бог, и рече: нека биде Твојата волја, не мојата. Бидејќи нема друг пат, мора да се изоди патот кој е Исус Христос. И сега, ако видиме од што сме ние спасени, ние сме спасени од Бог. Некој ќе рече: ние сме спасени од џавол, од ово. Да, ама спасени сме од Бог, бидејќи Бог ќе не предаде во огненото езеро. Бог, поточно од неговата правда, од неговиот праведен гнев, сме спасени ние. Значи, верниците, Божиите деца, оние кои Бог ги посинува, се спасени од неговиот праведен гнев. Значи, спасени сме од неговиот гнев, ама спасени сме со Бог, за Бог и негова слава. И тоа е Евангелие. Ама, забележувате, нас во ова нема. Со ништо наше не сме спасени. Се спасуваме од Божиот гнев со Бог, со патот, преку патот Исус Христос, кој е патот и вистинот животот. Се спасуваме за да станеме Божии деца, Божија својина, за Божија слава. Нас не нема. Со ништо наше, за да не се пофалиме. Ефесијаните 2:8, 9 тоа ни го кажува. Еве што вели тука. Ефесијаните 2:8 и 9. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали некој. Имено негово дело сме, создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред, за да живееме во нив. И ако ова не иритира, ама јас сум добар, јас ништо лошо не правам, ако ова не иритира дека не сме ние добри, дека не сме спасени од тоа што сме добри, тогаш имаме проблем со што? Со самоправедност. Тоа сме самоправедни и прашање е дали сме наново родени. И сега како да го смириме срцето во време на немир? Во законот нема мир. Законот е како вага, на вагата нема мир. Добри дела, лоши дела, добри, лоши, нема мир, таа постојано ќе одскокнува горе-долу. Во добрите дела нема мир. Нема. Таму има само еден религиозен немир. И тоа многу опасен немир. Бидејќи, ако одиме според тие прописи, според тие закони, никогаш не сме доволно добри. Тоа е законот, тоа е прописот, и постојано ќе бараме уште подобро, и стално ќе бидеме во немир. По милост, не по закон. Милост, не закон, тоа е Евангелие. Како да го победиме стравот? Со примена на ова. Со вера во Исус, кој вели: јас сум со вас.
Ние сите, како што кажав, имаме стравови, сите се затвораме во свој бункер и се плашиме. Се плашиме за здравието, за работата, за децата, страв, па страв. Дали има таков човек што денес не се плаши од ништо? И за ништо. Јас мислам дека нема таков. Ама Исус вели, верувате во Бога, верувајте и во мене. Го знаете и патот, и не само што го знаете патот, вели го познавате и Бог. Тој им го вели понатаму во нашиот текст, еве од 7 до 11 сега да ги прочитаме уште еднаш. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот татко. А од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече, Господи, покажи ни го таткото и доста ни е. Исус му рече, толку време сум со вас и не ме позна Филипе. Кој ме видел мене, го видел и таткото, тогаш како велиш ти, покажи ни го таткото. Не веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото во мене. Ако пак не, верувајте заради самите дела. Значи апостолите, како евреи и евреите, веруваја во еден невидлив Бог. Во еден невидлив Бог. Тие делимично го познавале видливиот Бог, ама тоа било само делумно. Мојсей го виде Бог, ама како го виде? Само од позади, од грб. Нејасна слика, значи не потполна слика. Не го виде целосно. И тоа е законот. Тоа е таа слика на законот. Не потполност. Не е потполност. Тоа е таа слика на вистината. Не потполна вистина. А вистината е Христос. И невозможно е да го спознаеш Бог без Христос. Без Христос не се спознава Бог. Тоа е невозможна мисија. Ајде да прочитаме сега во Излез, 33 глава, да видиме што се случи тогаш кога Мојсей сакаше да ја види Божјата слава. Исто како сега Филип, покажи ни го таткото, Мојсей побара нешто друго. Од 18 стих до 23 еве што вели Мојсей. Покажи ми ја славата, замоли Мојсей. Ке дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, одговори. И пред тебе ке го изустам своето име Господ. Ке бидам милостив кому што сакам да бидам милостив. Ке му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. А ти додаде, не можеш да го видиш моето лице, зашто човек не може да ме види мене и да остане жив. Еве место тука покрај мене, продолжи Господ. Застани на карпата. Додека поминува мојата слава, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те заштитам со својата рака додека не поминам. Тогаш ќе ја помрднам својата рака, па ќе ме видиш од плејки. Но моето лице не може да се види. Значи, Бог се смилува на кого сака да се смилува, Бог дава на кого сака да даде, тоа е негова сувереност, но и не може да го види човек Бога. Па така и Тома, така и Филип, така и сите апостоли го гледаја Бог нејасно. Нејасна слика имаја за Бог. И на Филип овдека гледаме, доста му е од тоа и му вели, покажи ни го таткото и достани ја. Гледаме дека не разбира. Исто и Филип овде, не само Филип, исто и тој зборува во множина. Истото го вели и Филип. Покажи ни го таткото и достани. Зборува во името на сите. Како што зборуваше Тома. Учениците се обидуваат да го спознаат Бог без Христос, а тоа е невозможно. Не може да се запознае троединиот Бог без Христос, бидејќи Христос, Исус Христос, е отсјајот на неговиот сјај и отисок на неговото битие
кој свемирот го држи со својот збор. Тоа е Христос. Тој е Бог во тело, тој е видлив Бог. На Тома му вели, јас сум патот и вистината и животот. Значи, вие зборувате со Бог. Јас сум Бог во тело. И тоа е Јовановото Евангелие. Да го објави Исус како видлив Бог. И каква привилегија имале овие луѓе. Ние ја немаме таа. Да бидат со Бог, блиску до Бог, да зборуваат со Бог, едноставно да го допрат Бог, да биде Бог со нив. И учениците почнале да разбираат дека со нив во тој момент е некој поголем од само пророк. Петар го имаше малку повеќе разбран тоа и претходно, бидејќи видовме како рече, ти си Божји син. На овдека се гледа дека тој е многу повеќе од само Божји син, бидејќи тој е Бог. Исус е Бог. И тука Исус целосно ги отвара картите. Кој ме видел мене, го видел и таткото. На крајот на истото ова Евангелие од апостолот Јован читаме дека Тома на крај сватил и признал дека Исус е Бог во тело, дека Словото стана тело и се настани помеѓу нас. На крај го свати ова Тома. Ајде да го прочитаме и тоа. Јован 20 глава, од 19 стих ќе читаме. Вели, а вечерта на истиот прв ден на седмицата, дотека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страх. Поради страх. Затворени во бункер од јудејците. Исус дојде, застана насреде и им рече: мир вам. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата и учениците се зарадуваа кога го видува Господа. Тогаш Исус пак им рече: мир вам. Како што ме прати таткото, јас ве праќам. Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече: примете Свети Дух. На кој ќе им ги простите гревовите, простен им се. На кој ќе им ги задржите, задржан им се. А Тома, наречен Близнак, еден од 12-те, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: го видовме Господа. А тој им рече: додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст на раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застаа на средината и им рече: мир вам, смирете го вашето срце, бидете мирни, не се вознемирувајте, мир вам. Потоа му рече на Тома: испружи го твојот прст, ваму и види ги моите раце, и испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече: мој Бог, мој Господ и мој Бог. Мој Господ и мој Бог. Ако ова не го веруваме, не сме христијани. Се уште бараме и се уште лутаме низ пустината на гревот. Не може да се спознае Бог таткото без Христос. За крај, како да го смириме своето срце? Го познавате Бог, го знаете патот. Еве еден пример сега да земиме. Да речеме каде, одиме некаде, патуваме, ајде да речеме за Крушев. Ама сме некаде од Берово, од Делчево, од далеко. И доаѓаме до Прилеп, ама темница, мрак, нема улично осветлување, се наоѓаме негде овде и не знаеме кај се оди за Крушев. И застануваме овде кај некој ни кажува: па ќе свртиш на мостот на семафорите десно, па одиш право, па ако сакаш можеш лево одма, па по крај река, па десно лево и одиш некаде до Кривогаштани, па таму не одиш лево, одиш десно, па потаму пак не одиш десно, одиш право и
Че стасаш, има големи горници, кривини, добро. И ние сме сплашени во таква темница, не знаеме веќе кај, многу километри, многу одења лево десно. Но ајде да видиме обратна случка се, друга случка, исто. Исто сме на истото место, одиме на исто место и застануваме овдека на улица, темно, не знаеме каде. Има некој на улица, извинете, сакам да одам до Крушево, ама не знам ни кај сум, ни каде. И тој човек ни вели, па добро, отвори, седнува до нас, следиме, кај што ти речам, одиме. Следиме. И тоа е Бог. Бог не ни кажува вака така. Бог вели следиме. И тоа е тоа храбрување. Следиме до вечност, следиме до крајот. И сигурно доаѓаме, бидејќи тоа е до нас. А не само ние пак одиме по своје. Следиме до вечноста, следиме до крајот. Јас навистина поима неам колку добро не чека на тој крај. Знам само дека ќе биде добро, ама не можам ни да замислам колку долго добро не чека на тој крај. И како да се смириш од немир, од страф. Како да не се затвориш во бункер, за да бидеш светло и сол. Како? Клучот на се е во првиот стих. Верувате во Бога, верувајте и во мене. Верувате во Бога, верувајте и во мене, вели Исус. Клучот на се е Исус Христос. Само вера, само Христос и се за Божја слава. Амин. Да се молиме. Татко Небесен, семојкен Господе, Ти благодариме за овој ден, Ти благодариме за ова време што ни го возможуваш, да можеме да бидеме заедно со Твоето Слово, да пребиваме во Тебе, да пребиваме во Словото, да можеме да Те спознаваме преку Словото што си ни го дал на наш мајчин јазик, да можеме да Те запознаеме подобро. Ти благодариме што ни се откриваш преку него, како Бог кој е праведен, кој е милостив, како Бог кој ни дава упатства, а на нас не оставаш ништо, буквално се е Твое, Господе. Ти благодариме за тоа и Те молиме, Господе, ова Слово што Ти ни го даваш, да се вреже во нашите срца, да се вреже во нашиот ум, да ни биде како патокас, како звезда водилка во нашиот живот, бидејќи Ти си патот, Ти си вистината и Ти си животот. И се доаѓа преку Тебе, Господе. Те молиме, Господе, благослови го секој еден од нас, благослови ги оние кои не се со нас, Ти утеши ги и Ти охрабри ги, Господе, да чекорат по Твојот пат, Ти води ги. Води ни и нас, Господе. И оваа недела која ни предстои, биди со нас на секој наш чекор, Ти укрепувај не и Ти благословај го се она што го правиме. И се што правиме да биде за Твоја слава. Во Исусово име се молиме. Амин. Тоа беше се за денеска.